Вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Повредените од пожарот во дискотеката Пулс заиграа кошаркарски надпревар во спомен на загинатите. Регулатор на утре ќе носи нови цени на горивата. Берзите диктираат ново зголемување. Иран и САД во нови меѓусебни напади. Состојбата на терен не навестува можен прекин на огнот. СДСМ тврди дека власта е вплеткана во енергетски октопот. ВМРО ДПМН е возвраќа. Опозицијата е безидејна. 18 случаи на семено наследство во Охрид за само 3 месеци. Вести, детали за одбележувањето на годишнината од најголемата трагедија во Македонија во Кочани. Добар ден, останете овде, почнува веднаш. Одбележување на годишнината од трагедијата во Пулс и денеска во Кочани, велосипедска трка, кошаркарски надпревар се само дел од активностите. Трајан Ристовски е во Кочани, кои се деталите? Така, Маријан, вториот ден од одбележувањето на едногодишнината од најголемата трагедија во поновата македонска историја, во која што згасна 63 млади лица, а над 200 беа повредени, започна со одржување на кошаркарски надпревар во кој што учествуваа екипи составени од повредените во пожарот во таа копна ноќ на 16 март пред точно една година. Потоа во 10 часот и 30 минути се одржа велосипедска трка со над 500 учесници од Кочани, но и цела Македонија, кои што со овој чин покажаа солидарност со повредените, но и почит кон жртвите. Многу повеќе детали за овие два настани предлагам да слушнеме од прилогот на колегата Александар Динев. Драган Давидковски заедно со други повредени во Пулс играа кошаркарски надпревар во спомен на трагично загинатите 63 млади луѓе. Затоа сите на маиците го имаа бројот 63. На трибините седеа и дел од потешко повредените, кои поради сериозноста на раните се уште не можат да спортуваат. Целта на ова нивно спортско дружење една година по големата трагедија е да се соберат средства за споменик на жртвите во пожарот. Драган вели дека закрепнувањето оди бавно, но постепено неговата здравствена состојба се подобрувала. Кобната ноќ, заедно со сопругата и другарите, во дискотеката стигнале 1 час пред несреќата. За жал имам двајца починати од нашата маса. И тоа. Животот продолжува натаму. Имам уште некои повреди, се лекуваме. Имам повреди изгореници, имав внатрешни повреди и одеме сега еднаш во Скопје на ласер. Доаѓаат пулмолози овде редовно во Кочани, не прегледуваат во болницата. 140 од околу 200 повредени се уште добиваат континуирана медицинска поддршка. Во блиска иднина, кај дел од нив ќе започнат и хируршките интервенции, оние кои што дозволуваат нивните лузни во овој период да се направат. Тоа се сложени лузни, сложени повреди и не треба да се брза со било која, секоја избрзана одлука може да значи формирање на нова лузна и треба да бидеме предпазливи и секако значи во консултација со поголеми експерти во однос на нивните лузни, особено на прстите на рацете и на лицето. Дел од повредените поради сериозноста на лузните од изгорениците, повторно нивното лекување ќе го продолжат во странство. За услуги и сервиси кои што ние немаме експертиза или центри тука да ги нудиме, за другите кои што ќе бидат дел од нашиот здравствен систем, цел протокол е направен и ќе бидат згрижени тука кај нас здравствено. И тоа не, знаете, повторпат се евалуира здравствената слика на тие граѓани, ќе продолжиме и понатаму, се со цел да се креират нови и помодерни технологии и пристап кон тие граѓани. Свесни сме уште еднаш дека ова ќе трае подолго и затоа сакаме да креираме протокол кој што ќе ги следи и ќе пружи здравствена заштита. Ако лекарите проценат дека е потребна повторна рехабилитација,
Здравствените власти најавија дека и оваа лето ќе организираат медицински третмани во одморалиштето на Пониква. Александар Динев, Сител телевизија. Да, Трајан, ова е само дел од она што денеска се случува во Кочани. Агендата предвидува серија настани и доцна во ноќта. Може ли да слушнеме што се е предвидено и како ќе се одвива денеска во Кочани? Така, Маријан, попладнево во киносалата, во Домот на културата, но и овде во Паркот на револуцијата, каде што во моментот се наоѓа екипата на Сител, се одржа манифестацијата Кочани ви благодари, на која што градоначалникот на Кочани во својот емотивен говор им се заблагодари на сесрдната помош на амбасадорите на земјите кои несебично помогнаа во спасување и лекување на стотина млади лица. Благодарници добија делегации од Бугарија, Србија, Грција, Шведска, Шпанија, Литванија, Турција, Италија, Белгија и многу други европски земји, каде младите македонци се лекуваа и закрепнуваа од повредите. Предлагам да слушнеме дел од говорот на градоначалникот Владко Грозданов. Нашите млади луѓе денес се живи благодарение на вас. Нивните тела и раце носат видливи лузни, но на нивните души и на нивните срца носат лузни од пеколните страдања, носат лузни за нивните другарчиња, пријатели, девојки, момчиња, сопрузи, кои што пред нивни очи заминаа во вечност. Тие кои не успеа да се спасат, а со кои заедно сонуваа за иднината. Тие рани не се гледаат со око, тие се во срцето и во душата. Почитувани мои, благодарение на вас, многу млади луѓе повторно ја пронаоѓаат силата да чекорат напред, да веруваат во утрешниот ден и повторно да се насмевнат. За оваа тивка, но исклучително важна борба, Кочани ви изразува длабока благодарност. За крај само да најавам дека за вечерва во 2 часот и 15 минути после полноќ е закажан перформанс насловен како Светлината што останува, а ќе се одржи пред поранешната дискотека Пулс. Маријан? Благодарам Трајан Ристовски за денешното одбележување на годишнината од најголемата трагедија во Македонија во Кочани. Се ли правда судскиот процес за Пулс, за обвинението и судските рочишта, дали меѓу осомничените има и невини, за револтот и очекувањата, за прозивките од СДСМ, во тема на денот Петре Шелегов. Регулаторната власт е вплеткана во енергетски октопод. ВМРО ДПМН е возвраќа. Опозицијата е безидејна. 18 случаи на семено наследство во Охрид за само 3 месеци. СДСМ денеска објави нова афера поврзана со корупцијата во работењето на власта. Аферата е наречена енергетски октопод. Бизнис врски, офшор компании и бизнисот со струја во Македонија. Опозицијската СДСМ денеска обвини дека околу енергетскиот сектор се создава мрежа поврзана со премиерот Христијан Мицкоски и негови блиски партнери. Според нивните тврдења, приказната почнува од српскиот бизнисмен Душан Адамовиќ, човек кого владата го именуваше за почесен конзул во Србија. Оттаму, велат од СДСМ, трагата води кон офшор компанија на Кипар, Алтарија Ресерч, која пак се поврзува со српската енергетска групација Руднап во собственост на бизнисменот Воин Лазаревиќ. Од опозицијата вела дека токму оваа компанија има врски со министерката за енергетика Сања Божиновска, а паралелно луѓе блиски до власта се поставуваат на важни позиции во енергетскиот сектор во земјава. Како пример го посочуваат Рек Битола, најголемиот производител на струја во Македонија, каде за директор е назначен Иван Куковски, за кого тврдат дека е близок до власта. Врската на владата на Мицковски е директна. Тука Мицковски има уште еден свој човек, министерката Сања Божиновска, која пак се поврзува директно со Руднап. Било извршен директор во Руднап груп, а било и управител во Руднап Доел Скопје. Во Рек Битола, најголемиот производител на струја,
Директор станува Иван Куковски, близок до семејството Мицковски и поранешен советник на Сања Божиновска. Зошто е важен РЕК? Бидејќи кога се произведува помалку струја, Македонија купува и увезува скапа струја од надвор. Од ВМРО ДПМН пак велат дека и претходно им објасниле на СДСМ кој е Душан Адамовиќ. Предлогот за конзул Душан Адамовиќ да биде конзул доаѓа од амбасадорот на Македонија во Белград, именуван уште од времето на владата на СДС и ДУИ. Нема вистина во она што СДС деновиве го пласира за наводни бизнис врски. Немајќи идеја како да зајакнат на политичката сцена, наместо да исчезнуваат од неа, како што е случај сега, тие измислуваат само приказни, им одговори од владеачката партија. Изминативе денови поставувањето на Душан Адамовиќ за почесен конзул во Србија, како и наводите за поврзаноста во бизнисите со струја поврзани со владата, беа мета на политички препукувања. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Владата ќе ги поттикнува земјоделците. Македонското е најдобро. Нова кампања. Крушево го решава деценискиот проблем со депонијата. Министерството за земјоделство и владата почнуваат теренска кампања, гласот кој го слушаме Македонско најдобро, насочена кон директна комуникација со земјоделците и представување на актуелни мерки и политики за поддршка на земјоделското производство. Нашата цел во следниот период два големи тима да посетат повеќе од 30 општини во Република Македонија, додека 6 помали тимови ќе посетат над 120 населени места. Овие средби ќе се одржуваат секоја среда и сабота како големи тимови, а во текот на петокот ќе се одржат помали тимови со директни средби со земјоделците низ населените места. На овие средби ќе се разговара за реалните предизвици со кои што се соочуваат македонските земјоделци, ќе се слушнат нивните предлози и идеи, но ќе се презентираат и политиките и мерките за поддршка на македонското земјоделство, производството и сето она што е сработено изминативе речиси 2 години. Статистиката покажува дека се повеќе жени во Охридско и во Струшко се одлучуваат да пријават семено насилство. Од нова година до сега во СВР Охрид има евидентирано дури 18 случаи. Нина Ритоновска. Жените во Охридско-Струшкиот регион се повеќе се охрабруваат да го пријават насилството. За само една недела на подрачјето на СВР Охрид пријавени се 3 случаи. Во првото тромесечје од оваа година евидентирани се 18 случаи на семено насилство, додека во истиот период лани бројот изнесувал 7. Фокусот на полициските службеници е ставен токму на решавањето на овие сторени кривични дела, односно на кривичните дела поврзани со семејното насилство. СВР Охрид има формирано тим кој што исклучиво работи на оваа проблематика. Овој тим има одлична соработка со Центарот за социјални работи и во координација со јавниот обвинител се преземаат мерки за сузбивање и се разбира за приведување и поднесување на соодветни пријави против сторителите. Првиот контакт што го прави жртвата на семено насилство речиси во сите случаи пријавата во полициска станица. Од Охридската полиција најавија дека стартуваат со превентивна кампања со граѓаните се со цел подигање на јавната свест за превенција и заштита од семено насилство. Во тек се повеќе едукативни кампањи на целото подрачје што се спроведуваат од страна на одсекот за превенција и тоа значи дека полициските службеници со граѓаните со целните групи, да речам од 7 до 77 години, реализираат одредени контакти, разговараат со нив, ги упатуваат на одредени информации кои што се карактеристични за препознавање на појавните форми и облици на семејното насилство. Портпаролот на СВР Охрид Димовски вели дека нулта е толеранцијата кон сторителите на овие кривични дела и против нив се преземаат соодветни законски мерки. Во текот на првото тромесечје од оваа година поднесени се 10 кривични пријави против 10 сторители, додека минатата година истиот период имало 4 кривични пријави против 4 лица за семејно насилство. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Крушево го решава деценискиот проблем со депонијата ќе биде затрупана за да се спречи нејзино палење и пожар на околната шума.
После децениски проблем на пожари, смрдеја и чад кои што го загадуваат целиот град, јавното комунално предпријатие Комуна од Крушево започна со затрупување со земја на крушевската депонија. Денес целиот отпад кој што се палеше неколку пати во текот на годината и кој што представуваше опасност да ја запали целата корија околу градот, па дури да зафати дел од самите куќи, денес е затрупан и тргнат на соодветно растојание од шумата. Депонијата е поделена каскадно на 3 нивоа. Имавме наталожено отпад 20 години на ова место, кој беше споен со околната шума и представуваше опасност од запалување. Со самото запалување можеше да се случи да изгори целиот појас околу Крушево, појас на дрва и да настане голема катастрофа. Многу пати се соочувавме со запалена депонија, со чад кој доаѓаше по самото место во нашиот град и имавме загаден воздух. Се префрливме подолу со депонијата, кај што нема опасност од запалување, кај што ќе може почесто да ја затрупуваме за да се намали ризикот од запалување и нормално самиот изглед. Во моментов се работело и на тоа депонијата да се огради и да се постави видеонадзор. Инаку, ова е само привремено решавање на овој проблем, кој што треба да помогне со менаџирањето на овој отпад, кој што според планот во 2027 година треба да започне да се носи во регионалниот центар за управување со отпад во општина Новаци. Воено сакам да апелирам до граѓаните на Крушево да селектираме отпад, да внимаваме на нашата околина и да не ја загадуваме. И колку што вие загадувате, ние не може да чистиме. Ова е проблем на сите. И апелирам да го решиме тој проблем заеднички. Според планот, 18 општини од Охридско-Преспанскиот и Пелагонискиот регион својот отпад до 2027 треба да почнат да го носат во депонијата во Новаци. За Сител Дарко Штарговски. Штипкувори со таксисти. Младите не сакаат да ја работат оваа професија. Компаниите имаат потреба од возачи, па смислуваат нови начини. Професијата такси возач повеќе не е атрактивна за младите. Недостатокот од млад кадар ги принудува такси компаниите да склучуваат краткорочни договори со правни лица за превоз на патници, односно вработени од и до работните места. Од Сдруженијето на такси превозници велат дека состојбата е слична во сите услужни и трудоинтензивни дејности. Такси дејноста не е популарна за младите, како што не се популарни и конфекциите веќе. Добро е што во Штип се воведе и градскиот превоз, имат луѓето барем некоја алтернатива за разлика од другите помали општини. Шансата е само до тоа, во квалитетот, веќе квантитетот нема да играе улога. Во соседството такси дејноста е резервирана за возачи од Непал и Филипини, тренд кој несомнено ќе дојде и кај нас. Наместо како професија, домашните таксисти повеќе оваа работа ја доживуваат како хоби или одскочна даска до ново вработување. За месец дена почува туристичката сезона. Од 100% такси возачи, мислам дека едно 70% ќе одат во Хрватска, во Охрид, во Грција да работат туристички и ќе ги чекаме да се вратат во септември, октомври, што за жал е непопуларно и немаме проекти за иднина. Еве ние како што би сакале да инвестираме, мора да бидеме предпазливи. Штип како студентски и административен центар има дефицитарна ноќна смена со 2 до 3 такси возила. Според Арсов, можно решение е либерализација на пазарот на трудот по примерот на западноевропските земји, такси превозот да биде дополнителна дејност за лицата со ниски примања. За Сител Трајан Ристовски. Радовишани пак сакаат да бидат возачи. Има двојно поголем интерес за субвенции за возачки од она што општината го предвидела како буџет. Општина Радовиште го зголеми буџетот за субвенционирање на возачки дозволи откако интересот кај младите ги надмина очекувањата. Иако првично беше планирано субвенција од по 12.000 денари да добијат најмногу 40 лица, општината сега најавува дополнителни средства за оваа мерка. Во рокот предвиден за поднесување апликации се пријавиле над 105 лица, што е за околу 2,5 пати повеќе во однос на првичните проценти. Токму зголемениот интерес е причината поради која градоначалникот Љупче Почивалец најавува дека општината ќе најде начин да им излезе во пресред на сите заинтересирани млади.
Услов за добивање на средствата е апликантите да достават доказ за положен возачки испит од Б категорија, односно издадена возачка дозвола. Износот во изминатиот период беше, мислам, ограничен на 8.000 денари, оваа година истиот го зголемивме на 12.000 денари и интересот за возачките дозволи и во изминатиот период беше голем, меѓутоа и во овој период уште поголем, бидејќи знаеме дека во моментот имаме ситуација која што наметнува да луѓето кои што немат возачки дозволи побрзо се стекнат со истите, иако опфаќа исто така и оваа мерка ги опфаќа пред се младите во Радовиш, бидејќи се опфаќа за лица кои што се 17, 18, 19 години. Таа е категоријата која што е субвенционираме, се со цел да можеме младите уште од раните години да се стекнат со потребното знаење во делот на сообраќајот и се помалку да имаме нормално несакани последици. Од општина Радовиш вела дека големиот интерес на младите е мотив мерката во наредната буџетска година да биде унапредена, а висината на општинската поддршка дополнително зголемена. Таму каде што интересот на граѓаните е голем, таму треба да се фокусираме и сметам дека во периодот што следува на ова треба да обрнеме посебно внимание, бидејќи секако дека е пред се помош на родителите и 12.000 денари можеби навидум не изгледат многу, но на луѓе на кои што и се потребни, сепак не се средства за занемарување и сметам дека оваа мерка ќе ја поддржиме исто така и во следниот период, во следните буџетски години. Освен за полагање возачки испит, општина Радовиш субвенционира и набавка на велосипеди. И за оваа категорија граѓани општината одобрува по 12.000 денари. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. По пауза од 18 години во општата болница во Охрид повторно ќе има операции на крајници. Охридската општа болница станува регионален центар во југозападниот регион за операција на крајници. По 18 години пауза стартува оперативните зафати од страна на медицинскиот тим од Охрид со колегите од клиниката во Скопје. Вакви интервенции според најавите се планирани да се изведуваат еднаш неделно. Спрема статистиките што ги следиме во овој регион и јавното здравство е во, можам да кажам, најдобра состојба после Скопје, земајќи ги сите болници заедно. И кардиолошкиот и Свети Размо и струшките капацитети. И мислам дека колку повеќе Охридскиот струшкиот регион е само доволен во однос на јавното здравство, толку подобро за граѓаните тука и за целата земја. Навистина е прекрасно чувството, прво како хирург сега зборувам, да третманот на едни пациенти кои што би требало да поминат стотици километри за да дојдат во друга установа и да се лекуваат таму, се има таа можност да го прават тука. После подолг период од околу 18 години за прв пат имавме пациент тонзилектомира на ова оделение. Се надевам ова дека ќе премини во пракса и дека пациентите од нашата околина ќе можат тука да ги извршуваат овие оперативни зафати. Интерното оделение пак доби ендоскопски апарат. Последниот бил стар околу 20 на години и често во дефект. Последниот апарат беше стар околу 20 на години, често беше во дефект, затоа и бројот на интервенции беа значително мал беше бројот, незадоволителен за нашиот град, при што нашите граѓани често користеа приватни установи за ваков тип на интервенција, беа подложени на дополнителни материјални трошкови, често патува и во други центри надвор од нашиот град. Бројот на прегледите е спрема бројот како што сме на термини за гастроскопи и колоноскопи, значи работиме ние све. Инаку со оглед на тоа што Охрид е центар на еден поголем регион во кој спаѓаат и Кичево, Дебар, Струга и Ресен. Изминатиот период воспоставена беше педиатриската служба. Сега болницата започна со интервенции за крајници, а се инвестира и во нови апарати. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Германскиот јазик се поатрактивен кај учениците, Прилеп домаќин на Државната олимпијада за основци. Во основното училиште Кочо Рацин во Прилеп се одржа финалето на Државната олимпијада по германски јазик за учениците од основните училишта, каде што учествуваа над 200 ученици од цела Македонија, од 6 до 9 одделение.
Наставниците по германски јазик потенцираат дека токму овој јазик станува се поатрактивен кај учениците, затоа што во иднина тој им нуди убави можности, како во однос на студирањето, така и во однос на предноста на пазарот на труд, како во Македонија, така и во странство. Ако ја видиме бројката, сама по себе бројката доволно зборува колку германскиот јазик е омилен предмет. Значи, изучувајќи го германскиот јазик, тие не само што стануваат побогати, туку си ги отвараат шансите, вратите, прозорците кон светот. За студии во Германија, во Австрија, значи во Швајцарија, на било кој универзитет од германско говорно подрачје, но и си ги отвараат, си ги зголемуваат шансите на пазарот на работна сила. Не само во Европа, пред се кај нас во Македонија тука. Учениците кои што беа дел од надпреварот велат дека од мали нозе го сакаат овој јазик и го изучуваат. Според нив, за разлика од англискиот, може би бил малку потежок за изучување, но сепак не е пречка која што не може да се совлада доколку се сака. Јас го сакам германскиот јазик, бидејќи е многу забавен за учење. Ми се свиѓаат сите падежи и искрено многу ми се свиѓа кога го зборам јазикот. Па ме привлекува неговиот звук, неговите зборови, јазикот ми е баш убав. Многу имав желба да го учам германски јазик и поради тоа сакав да продолжам да одам на надпревари и да бидам поуспешна. Германскиот јазик од мала од забава со моите другарки од улицата почнавме да го изучуваме, па така се изразив да имам желба кон него. Ако во Прилеп се одржа финалето за основците, финалето пак во Државната олимпијада за средношколци за германски јазик се одржа во гимназијата Ѓорѓи Димитров во Скопје. За Сител, Дарко Штарговски. И тука е крајот на овој